Денеска е посебна сабота за нас, овде во Кавадарци, браќа и сестри, кога повторно ќе се сетиме за големата жртва на нашиот Спасител Исус Христос. Ќе прочитаме или ќе читаме за тие негови последни мигови проведени заедно со неговите ученици. Меѓутоа би сакал да споделам нешто пред тоа, кога ќе поминеме на самите символи на чашата и на лебот, да размислуваме за тие последни денови или недели кога Исус требало да се упати во Иерусалим. Би размислувале за еден Исусов гест или една постапка што понекогаш ни е чудна, за разлика кога ги читаме Евангелијата дека Исус лекувал, поучавал, подигал мртви, помагал и се дружил со луѓето. Овде Исус ќе направи еден гест кој малку ќе не зачуди и се прашуваме зошто Исус тоа го направил. Ќе размислуваме за проколнатата смоква. Смоква како овошје сите знаеме дека има вредни, добри плодови кои се корисни, здрави и лековити. Мислам дека нема човек кој не сака да јаде смокви. Очигледно Исус, потикнат од тоа чувство, бидејќи текстот покасно ќе го читаме, бил гладен и посакал да набере плодови од таа смоква. Меѓутоа, еве, денес ќе биде предмет тоа размислување проколнатата смоква. Значи, како што реков, кога ги читаме Евангелијата, се среќаваме со убави настани, со убави гестови од страна на Исуса Христа. Меѓутоа, дали верувате дека Исус можел и да колне? Може би, кога ќе го читаме за кој миг тој текст, малци ќе застанеме, ќе размислуваме, зарем е можно Исус да кажал и такви, да искажал и такви зборови. Ајде да отвориме во Евангелието според Марко и да ги читаме тие текстови, да видиме што се случува пред овој гест што Исус го кажал, а требало да отиде во Иерусалим. Исус се упатил кон Иерусалим од Витанија. А кој бил во Витанија? Кој живел во Витанија? Кои луѓе биле во Витанија? Оние кои Исус ги сакал сите, меѓутоа му било пријатно, му било добро, се чувствувал прифатен кога се наоѓал во тој дом, во семејството на Лазара и на неговите сестри. Често пати Исус овде се одмарал, може би физички, но и одмарал, се подкрепувал физички, може му давале храна, секако. И еве, во ова прилика текстот вели во Марко, 11 глава, ни укажува дека Исус од Витанија се упатил кон Иерусалим, а знаеме Витанија од Иерусалим не е многу далеко. Тоа пешки брзо се стасува. И овде во 12 стих до 14 читаме и потоа од 20 до 21. Значи, Марко, ако ме пратите, 11 глава, стихот е 12 па понатоа. А утредента, кога излегува од Витанија, тој огладне. Овде ни покажува и текст дека Исус бил еден од нас, човек кој огладнувал, жеднел, се потел, му било потребно разонода, одмор, дружба со луѓе така натаму. Тој имал сега придружба со своите ученици и вели утредента кога излего, не бил сам, очигледно имало со него друштво, тоа биле неговите ученици и вели тој огладне. И оддалеку виде една смоква, што имаше лисија. Дојде, не би ли нашол нешто на неа. Овде во двориштето имаме смоква, како дрво. Сигурно имате, може би, вие во вашите овоштарници. И смоквата, кој ќе дојде времето, таа пушта плодови и зреат. И секој ден има зрели плодови. И убаво кога човек ќе се приближи и ќе најде плодови и ќе се окрепе физички. Очигледно, Исус бил гладен и вели виде една смоква, што имаше лисија. Дојде, не би ли нешто нашол на неа. А кога дојде, не најде ништо. Што нашол? Освен плодови. Нашол лисија, зашто уште не беше време за смокви. Тогаш проговори и рече, и ова сега малце мене ме взбунува. Од сега никој довека да не јаде плод од тебе. Што тоа значи? Молам? Да не раѓа, тоа е проколнета е. А неговите ученици што правија? Слушнаа, поготово Петар. Петар кој внимателно ги пазил сите Исусови зборови. И читаме 20 до 21 стих. Сега, после некое време, еве Петар што резонира. А наутро, кога поминуваа, тоа е веќе другиот ден, ја видоа смоквата исушена од корен.
Ja ne znam, za 24 sata ili koliko vreme pomинало, ova smokva se isušila дури od korен. A Petar se seti i mu reče, učitele, pogledaj, se isušila smokvata što je prokolna. No istina, ovoj gest, braće i sestri, mene mi iznenadova na Isusa Hrista, koja će se zeme v obzir seta služba Isusovo 3,5 godini, koga lečel, tešel, voskresnuval, nahranoval. Znači, nema nijedna crta negativna u Isusovijot život, osvен i ona tamo v hramot, znajme koja gi prevratel masite i koga čitame v Копнежот, вели тамо во Исусовото грло се чувствуваше жалост кога тоа го правеше. Меѓутоа, овде сега Исус очигледно кажува реченици, кажува зборови што малце не изненадуват. Петар тоа го јасно подвлекува. Вели Исусе, тогаш кога е проколна смоквата. Значи, кога ќе навлеземе во Исусовиот живот, нема да најдеме таков гест, такви зборови кај што Исус ќе проколне некого. Односно, овде сега станува збор за смоква. Сваќајки во Лука 9 глава, знаете што пишува, вели Лука, зашто Синот човечки не дојде да погуби, туку што да сочува? Да сочува секого. Значи, Исусовата служба не била, браќи и сестри, некого да го линчува. Па и најголемите грешници доаѓале кај Исуса, Исус им простовал и ги сакал. Но ако малце подлабоко навлеземе во овој текст, ќе видиме дека времето на смокви не било време кога ова смоква требало да донесе плодови. И тогаш зошто да обвинуваме смоквата да бараме плодови, дојдете во февруари месец овде во дворот, нема да најдеме плодови на смоква. Така ли? Или во март, нема да најдеме. Не е време на смокви. Но ако отидеме сега, може плодови ќе најдеме. И уште нешто. Дали имало и други смокви, други дрвја освен таа смоква? Имало очигледно. Но Исус очигледно тие дрвја, тие смокви не ги проколнал. Се прашуваме зошто Исус ја проколнал таа смоква. Текстот вели Исус оддалеку ја примити смоквата. Таа имала многу лисија. Исус затоа неговиот поглед бил привлечен да се приближи до дрвото и да побара плодови. Оно што е карактеристично за ова смоква се разликувало од останатите смокви по своите лисија. Времето за плодови за смокви се уште не било, но таа имала лисја на своите гранки. Исус посакал, побарал плодови. Тој се надевал дека ќе најде некој плод да ја угаси својот глад. Кога читаме во книгата Копнежот на вековите и коментар Новој настан, што представува таа смоква, еве што кажува овде во Копнежот на вековите. Проклетството изречено над смоквата било жива поука. Неродното дрво, вејќи се горделиво со своите лисија, пред Христовото лице било символ на еврејскиот народ. Спасителот сакал да им објасни на своите ученици причината за неизбежноста на судбината на Израел. За ова цел тој дрвото го надарил со морални особини и го направил толкувач на божествената вистина. Евреите се држиле далеку, разликувајќи се од другите народи, тврдејќи дека му се покоруваат на Бога, уживале негова посебна наклоност и тврдиле дека се поправедни од секој друг народ. Значи, сега може до некаде не јасно дека тоа дрво, смоквино, го представува израелскиот народ. Меѓутоа, во преносен смисол, на самиот крај ние ќе заклучиме од ова излагање дека денеска и ние може да бидеме тоа дрво смоквино. Или нашата црква. Денеска има многу цркви, како што во овој овоштарник, очигледно имало многу смокви, многу дрвја смокви. Меѓутоа, само ова дрво имало лисја на себе. И затоа Исус очекувал и плодови од самото дрво. Браќи и сестри,
Ovde veli ponатаму текстот, меѓутоа биле изопачени со љубов кон светот и со алчност за добивка. Се фалеле со знаење, но не ги познавале Божите барања и биле полни со лицемерство. Како и неродното дрво, тие фаленички ги ширеле своите горделиви гранки, навидом раскошни, прекрасни за око, но немале никаков плод освен лисја. И сега ова што сакам да го подвлечем. Еврејската вера со својот величествен храм, со своите свети олтари, со своите свештеници во нивните облеки и со впечатливи обреди, навистина била убава по надворешен изглед, но и не достигала понизност, љубов и човеколюбие. Мислам дека овие три работи може и нам ни се потребни. Може ги име до некаде, но ни требат уште повеќе. Понизност, љубов и човеколюбие. Сите стебла во воштарникот со смокви немале плодови, но од дрвјата без лисја не се очекувало никаков плод и не предизвикувале никакво разочарување. Знаете, во училиште, ако некој дете е одликаш, прва, втора, трета, пета година, шеста, седма и во осма се очекува да биде каков? Да има добри оценки. Но некој тргнал со единица, со двојка, со тројка и некако се провлекува и учителот не очекува од него 10 да донесе или 5. Овде во овој контекст од евреите се очекувало нешто повисоко, повеќе родови зашто биле понапредни, имале повеќе знаење, па Бог директно комуницирал со нив. Биле неколку чекори на достанатите народи. Неедна болест немало во нивните редови, зашто Бог дал правила, кога станува збор за тие здравствени правила. Сите стебла во воштарникот со смокви немале плодови, но од дрвјата без лисја не се очекувало никаков плод и не предизвикувале никакво разочарување. Овие дрвја ги представувале незнабожците. Значи, оние дрвја кои немале плодови, па немале ни лисија, овде текстот вели, ги представувале незнабожците. Биле лишени од побожноста, како и евреите, но тврделе дека му служат на Бога. Браќи и сестри, интересно, Исус доаѓа до дрвото и вели да нема од сега на тебе никаков род. Драстична осуда. Би рекле, Исус е неправеден. Што е то дрво криво, виновно, ако сега има лисија, а нема плодови? Но очигледно пораката е многу подлабока. И допира денеска до нас. Како што овде цитатот вели, ова смока го представува или ги представува евреите. Они кои се фалеле со своите доктрини. Имале доктрина прекрасна евреите. Имале правила. Дури додали уште повеќе правила што Бог не ги барал. Ако не ставиш марамче во сабота в джеб, не смеш да ставиш во другите денови во сабота, не смеш да ставиш марамче во джеб. Греф е според нив. Од 900 чекори не смеш во сабота да дојдеш повеќе. Ниеден од вас би не, односно од страна кој доаѓате, не би можеле во сабота да дојдете во црква. Според тие нивни правила. Во креветот можеш неколку пати да се свртиш кога спиеш. Правила дале. Ако ти кокошката снесе јајце во сабота, можеш да ги земиш. Така? Или ако ти падне овцата во бунарот. Но што не смееш? Отишле во такви накарадни правила, што луѓето ги збуниле. Бидејќи биле бизнисмени евреите и сето тоа ако гледале во пари. Меѓутоа, овде Исус вели, од сега на тебе да нема плод. Замисли некој да те проколне така. Замисли, брати и сестро, каква е таа клетва. Меѓутоа, Бог е и денеска истиот. Овде пишува понатаму, сите овие работи, цитати ги читам, значи од 503, 504 страница од Копнежот на вековите. Ова опомена важи за сите времиња. Кога би рекли сега само приказка, кажуваме, еве, се случило тоа пред 2000 години, Исус раскажал некоја си приказна за смоквата, меѓутоа, овде вели ова опомена важи за сите времиња. Христовиот чин на проколнување на дрвото стои како опомена за сите христијански цркви. Никој не може да живее според Божиот закон ако не му служи и на другите. Меѓутоа, има многу такви кои не живеат со милосреден, несебичен Христов живот. Интересно, Петар каква констатација дава? Се враќаат и Петар вели 21 стих. А Петар се сети и му рече, учителе, погледај. Очигледно Петар испружил рака. И сите ученици се свртеле и сега гледаат овената смоква. Смоквата
има многу лисјата не се така врзани за своите гранки. А сте приметили, ако ги допрете, брзо паѓаат. И кога ќе дојде есента на мал ветар, лисјата паѓаат, посебно кога ќе падне слана. Но овде немало слана. Овде очигледно реакција Божја. Петар вели: Исусе, погледни што се случило. Се исушила смоквата што ја проколна. Браќи и сестри, не е било лесно на смоквата. Се малце да карикирам. Останатите смоки може би рекли: што се случило со тебе? Па немаш ли лисија? Па ете, ти си зелена. Сега лисите почнале да паѓаат. Наистина, Исус очекувал плодови од ова смоква. Интересно, плодовите први се појуват кај смоквата после лисијата, а кај ова обратно. Немало плодови, а имало лисија. Исус кој до вчера лечел, кој мртви воскреснувал, кој правил чуда, од неговата уста излегуваат такви тешки зборови. Учениците не можеле да ги сварат, не можеле да ги сватат во почетокот. Но, браќи и сестри, Исус оди многу подалеку од нашите мисли понекогаш. Исус сакал да им даде порака на оние кои биле поред него. Нешто слично се случува со Исуса кога на она жена и кажува, знаете, кога дошла жената, она незнабожкињата, да бара помош, Исус што ја вели? На кучињата, односно да земам лепо децата, да го дадам на кого? На кучињата. А што рекла жената? Па и кучињата јада трошки од господаровата трпеза. Тоа биле тешки зборови, но Исус сакал да ги поучи оние кои биле позади него. Тоа биле неговите ученици, да сватат порака. Ова жена не се навредила. Некој да те нарече куче и тогаш и денеска не е баш пријатно. Но овде Исус сака да им даде порака на евреите, но и на нас денеска. Овде вели, ова опомена важи за сите времиња. Христојот чин на проколнување на дрвото стои како опомена за сите цркви и христијани. И овде кога гледаме, браќа и сестри, Исус направил се од своја страна, со зборовите кои ги кажал да нема на тебе довек плод, и тоа се остварило. Веќе следниот ден смоквата венела и се исушила. Но ајде да одеме еден чекор понатаму и да видиме каква порака Исус се уште оставил за нас денеска, како генерација кои живееме во последно време. Ова генерација што ние денеска живееме се нарекува каква генерација? Последна генерација или Лаодикеја. Затоа читаме во Откровение 3 глава, во 14 стих па понатаму, да видиме каква паралела може да направиме од ова случка со смоквата, со ова наша генерација денеска. Откровение 3 глава, 14 до 17 стих. И ангелот на црквата на Лаодикеја напиши му ова. Ова го зборува Амин, верниот и вистинскиот сведок, почеток на Божето создание. Ги знам твоите дела, дека не си ни студен ни врел. О, кога би бил студен или врел. Вака бидејќи си млак и не си ниту врел, ниту студен, ќе те изблувам од својата уста. Зашто велиш богат сум и се збогатив, а ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден, несреќен, сиромав, слеп и гол. И сега порака. Те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки, за да се облечеш и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Овде интересно, Бог му вели на ангелот на црквата во Лаодикеја да напише посебно писмо, со посебна коверта, со посебен плик, може би во боја. Зошто? Зашто посебна порака добива ова генерација, седмата генерација. Кога ги читаме овие текстови што сега ги слушнавме, браќи и сестри, овде гледаме три категории на луѓе. Кои се тие три категории? Прво, ладни или студени, второ, жешки или топли, и трето, овде текстот вели млаки. И сега прашање, во која група се јас наоѓам? Мора да бидеме во една од тие три групи. Нема четврта група.
Или сме првата, втората или третата. Ајде да кажеме, која е таа првата група? Првата група, овде текстот вели студени, ладни. Тоа се луѓе кои се ладни за Бога. Нив не ги интересира Исус. Не ги интересира вечниот живот. Нив не ги интересира Спасителот. Тие немат никаква светлост добиена од Бога. На нив е Бог овој свет и овој живот. Тука да си помина добро. Што ке ми е вечен живот? И имал такви луѓе, се сретнале. Кога им зборуваме за нешто поубаво, вели, мене ми е овде добро, не ми е лошо. Тоа е таа студена група. Втора група на луѓе се оние кои се жешки. Тоа се луѓе кои се подготвени во оган да влезат за Бога. Тоа се луѓе кои навистина оставиле се во овој свет. Како што Петар вели, Господи Исусе, каде да одиме? Се оставивме. Тргнавме под Тебе. Тоа е група која навистина е подготвена и се подготвува за средба со својот Спасител, кои внимават на Божите упатства и правила. И сега доаѓаме до третата група, тоа се млаки и тие спаѓаат во Лаодикеја. И тие се тука во Лаодикеја. Исус вели, о да си каков, студен или жежок. Ова ни покажува дека измеѓу студените и жешките се наоѓа една група која и таму и ваму. Тие понекогаш се студени, понекогаш се толку жешки и на крај доаѓа до млакост. Одат во една и во друга крајност. Има и такви луѓе. И затоа и на нив Бог им упатува совет. Да се определат на која страна ќе бидат, или во првата, или во на втората жешката. Кога зборуваме, браќа и сестри, за изгубеноста на луѓето, постојат сега други три подгрупи. Кога е во прашање изгубеноста на луѓето, и може да ги сврстиме во овие категории. Првата група се изгубени и знаат дека се изгубени. И можат да го пронајдат патот да се вратат повторно назад. Тие се свесни дека се во тешка ситуација. Свесни се. И знаат дека патот е тој. И велат, да Боже, тој е патот. И наскоро ќе тргнам да се вратам назад. Вторите луѓе или втората група, тоа се изгубени кои не знаат дека се изгубени и на тие им е потребен повик, на тие им е потребен да им кажете, еве го патот, пријателе, овој патот да го следете Христа. Значи, тоа е втора категорија на изгубени луѓе. Третата група на изгубени се сметат оние кои се спасени. И тие се тука. Тие се тука, но понекогаш се случуваат да се најдат во групата на изгубениот син. Ке отидат од Бога, но таму во далечната земја вели, о, кај јас стасав, колку длабоко пропаднав, кога имам тамо татко и ме очекува, ке станам и ке се вратам назад. Значи, таа е третата група на изгубени луѓе. Во оваа ситуација се нашла смоквата, што Исус ја проколнал, браќи и сестри. Ја имала вистината смоквата, условно кажено. Се чувствувала горда со своите лисија, но што немала? Немала родови, немала плодови. И затоа овде вели текстот, зборуваш дека си богат, а не знаеш дека си несреќен. Ова е третата категорија. Во смоквата овде се наоѓа во ова категорија. Смоквата се чувствува супериорна на останатите смокви. Тие немат лисија, немат ништо. Таа има лисија, но нема плодови. Ништо не вреди. Лисијата се само да се фали. И затоа овде Исус така постапил. Во секој период на луѓето им е подарен нивни ден на светлина и предимство. Едно време на проверка, во кој може да се померат со Бога. Нова милост има граници. Милоста може со години да повикува, да биде омаловажувана и отфрлена, но тогаш доаѓа време кога милоста го упатува својот последен повик. Срцето станува толку тврдо, што престанува да се одзвива на Божјиот дух. Тогаш благиот глас што го задобива грешникот не го проколнува веќе, а карањето и опомените престануваат. Но очигледно овде Исус изреагирал на начин кој малце ни е несвојствен за Исусовите постапки, но како да е, браќи и сестри, овде има порака за сите нас.
Исус ја гледа ова смоква далеко. Ја гледа и едноставно размислува зошто тоа се случува, зошто таа смоква има лисја, но нема плодови. Замислете, Исус дошол на патот и ја гледа смоквата. Ајде да го замислиме тој настан. Се движи поред патот и ја приметува Исус смоквата. Се приближува, а таа стара смоква како дрво, која можеби некојаш луѓето береле плодови, ги хранеле своите семејства, а сега е осушена. Во ова смоква некој рекол, Исус ја гледа неговата црква. Исус тамо гледа мноштво цркви, како она смоква кои имаат лисја, но немаат плодови. Дали сме ние една таква црква, браќа и сестри? Условно кажено, имаме лисја. Исус е гладен и тој доаѓа во Христовата црква, во својата црква, да ја задоволи својата глад. Исус посебно гледа нова смоква која има лисја. Од таа смоква, вели овде овој писател, се очекува да добие она најголемото, што се очекува од едно дрво, од смоквата плодови. Но таа смоква сме ние, таа смоква е Ладоикеја. И затоа Исус не предупредува и вели 20-тиот, 21 стих. Еве стојам на вратата. Исус доаѓа пред таа смоква, а рековме таа смоква е неговата црква. Исус доаѓа пред црквата и вели стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. И 21 стих. На оној кој победува ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Кој има уво нека чуе што ви зборува духот на црквите. Исус знае дали сме ние во првата група, во втората или во третата. Исус добро не познава, браќа и сестри. Исус сака да ни помогне. Исус сака да ни укаже дека сега е време да се определиме. Сега е време да работиме. Да не се фалеме само со нашите лисија, туку и со нашите плодови. Исус вели, така бидејќи си млак, ќе те изблујам, ќе те остранам. И затоа стојам на вратата и чукам, дали ќе му отвориме или не. Во секој период на луѓето им е подарен нивни ден на светлина и предимство. Едно време на проверка, во кој може да се помират со Бога, но ова милост има граници. Браќи и сестри, денес е време да отвориме вратата. Утре може ќе отвориме, ќе биде доцна, никој нема да стои пред врата. Ќе биде празно. Денеска е време да се приклучиме на ова вечера, Господова. Ако сакаме да бидеме на она небесна вечера. Некои ги прескокнуваат овие вечери на земјава, а сакаат во небесната вечера, не има шанси. Мора да одеме преку ова вечера. Не треба се чувствуваме достојни па да пристапиме. Исус рекол, дојдете сите кај мене. Некои велат, не сум достоен. А кој е достоен денеска? Кога Исус во милоста Негова не повикува да дојдеме и да отвориме вратата. И тој ќе дојде да вечера со нас. Исус мора да вечера денеска овде со нас и ние со Него, ако сакаме да бидеме во вечноста, но на небесна вечера кога од сите генерации, раси и класи ќе се најдат спасените. И затоа да повторам уште еднаш. Исус преку ова смоква, преку ова приказна, сака да допре до твоето и до моето срце. Затоа овде е ставен текстот во Откровение 20, односно 3:21, 20 стих, што вели, стојам на вратата и чукам. И ако ми отворите, ќе влезам кај вас и ќе вечерам со вас и вие со мене. Дали сме подготвени, браќа и сестри, сега да вечераме? Сега да пристапиме кон овие символи, кон лебот и кон чашата. Да уште еднаш учествуваме и да го јадеме условно кажано Христовото тело и да ја пиеме Христовата крв. Не буквално. Тоа се символи. Ние се сеќаваме за Христовиот живот, за Неговата смрт, за Неговата пролеана крв. И затоа нека Господ ни помогне. Господ ни помогне, браќа и сестри, кога
ќе дојде Исус и кој ќе погледне во неговата црква да не ја проколне. Не само да има лисија, туку да има и плодови, а тоа се нашите животи. Тоа е нашата припадност, нашата одговорност, се оно што правиме за Бога. Може ќе се најдеме во на група на она жена со двете лепти. Може ќе се најдеме со во на приказка Исусова, кога некој дошол да работи наутро, некој дошол во 11 часот, а некој дошол пред самото зајди сонце. Но дали добили сите иста награда? Да, тоа е убавината кај Исуса. Исус не повикува денеска тебе, мене. После нас ќе дојде може некој друга генерација, ако Исус не дојде. Како да е? Да му бидеме родни дрвја. Како што вели и самиот псалам, во првиот псалам, секавате што вели? Ајде само се подсетиме пред да завршиме. Во првиот псалам вели: благо на човек кој не оди на светот на нечест и така натаму. Јас сега сакам да го прочитам 3 стих. Тоа е како дрво, засадено покрај водни потоци, што донесува плод во свое време. Неговите лисија никогаш не венат. Се што прави, во се успева. Гледате, ова дрво има не само лисија, и што има? Плодови. И носи во свое време. Ако во јануари или во февруари вашиот бостан или берете лубеници, не е својствено за ова поднебе овде кај што ние живееме. Се во свое време си има. Бог сака и од нас и очекува да бидеме како она дрво засадено покрај речта Господова. Водни потоци, водата е символ на народите, на луѓето. Ние живееме со луѓе и тука поред луѓето да донесуваме родови за Бога, родови за Христа. Нека му е слава на големиот Бог за ова порака и да ни помогне да се удостоиме, да пристапиме кон нова вечера, за еден ден да бидеме и во небесната вечера. Амин.